до министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија, господин Типчо Муцунски. Почитувани господин министре, на 18 февруари македонскиот вестник 24 часа, тука гледате скриншот од неговото Facebook огледало, во материјал со надслов избрани новите амбасадори, и сред новите амбасадори е името и на професор доктор Катерина Тодороска. Еве ја и нејзината Facebook фотографија. Нормално, жената се е пофалила уште на истиот ден и на својот Facebook профил, отворен за сите во светот, жената пише: пријатели, не е честно да разберете од други и затоа јас да ви кажам. И си кажува: да бидеш амбасадор е многу голема, многу висока чест и многу висока и голема одговорност. Амбасадорот представува својата држава, но во рамките на некоја друга држава, таа со која има дипломатски односи. Не случајно, на таа највисока должност луѓето и кажуват не господин или госпожа еди кој си, им кажуват Ваша екселенција. Јас немам сомнение, вие знаете што значи екселенција. Тие луѓе се на највисокото стапало во другата држава. Затоа тие се Ваша екселенција. И сега треба на таа жена да ја викаме Ваша екселенција. Таа жена ќе биде ваш представник. Ја слушнете што кажува за мене и за правнуката на Кузма Шапкарев, Елисавета Шапкарева. Ако една внука зборува дека умрел за Македонија и почесен човек од македонец нема, овие изроди двајца, нека ми прости Господ, ама изроди се, тогаш да го газат името и честа на гоцета, не заслужуваат. Екселенција, Ваша екселенција, след изроди, не да рекува изроди, YouTube, им се гледа од цел свет. Абе там каде има интернет, може и на месечината, да има ли интернет? Или да ги питаме нашите стратешки партнери. Ајде пак видеото. Тази седмица за пореден път говорите лошо за членове на нашите семейства. Говорите лошо и забравяте, че тези семейства са живи. Ние сме тук. Тези същите членове на нашите семейства си дадоха живота за свобода и за култура. Ще ви помолим за бъдеще да не споменавате нашите родове. Пожелаваме ви приятна седмица. Приятен ден. What matters to you? Political shake-ups or celebrity breakups? Grocery price hikes or the latest health advice? Whatever it is, we're all over it. Because if it matters to you, it matters to news.com.au. Добро, мислам го слушнавте добро. Внукот на Гоце Делчев и внуката на Кузман Шапкарев. Пораката е до премиерот Христијан Мицковски, ова да му биде последен пат да ја спомнува нивната фамилија. Вака, значи тоа е сега моето мислење околу ова видео. Мене да ме натера некој да седнам на некоја си клупа
и како учениче да зборувам за мојата фамилија е под секое достоинство. А посебно што им се поделени некои веројатно реченички кои што треба да се дополнуваат едно со друг. Така што прво е навреда за тие двајца што како мисири таму седнале на клупата и раскажуваат нешто што апсолутно нема врска со и Гоце Делчев и Шапкарев. Гоце Делчев и Шапкарев си го дале животот за Македонија, не за фамилијата. Така што тие кога се бореле или кога работеле во интересот на Македонија, никаде не спомнале ние забрануваме вие да го спомнувате нашето име, доколку нашите наследници тоа го барат од вас. Значи ова е чиста перверзија, нека ми простат господата, меѓутоа тоа е навреда за нив. Сега, значи Гоце Делчев многу убаво си кажал дека тој секој својот живот го дава за автономија на Македонија. Автономија на Македонија. Македонскиот народ не му било се и се што, и жена и фамилија. Така што тој не се борел за овие ваквиве, туку се борел за оние за кои што фактички неговиот живот е даден, а тоа е поробениот народ од османлиите. Тоа е првата работа. Втората работа. Срамно е како луѓе кои што припаѓаат на таа фамилија да излезат да даваат изјава, а при тоа да не знаат основни работи. Основна работа е дека и во Македонија ние имаме луѓе кои што се потомци на Гоце Делчев. Со тоа што еве јас ќе ја спомнам една и моја добра пријателка, тоа е Корнелија Дуганова, живее во Гевгелија. И таа е една од членовите на фамилијата на Гоце Делчев. Потоа ние многу свежо ги памтиме обраќањата на внуката на Гоце Делчев, која што секогаш кажуваше дека Гоце Делчев се борел за Македонија и за македонскиот народ да биде во една обединета и слободна Македонија. Така што илузорно е да повикувате посебно премиер, значи тоа е класично непознавање на однос. Премиер може да го повикува доколку излезе со документација и да рече, вие зборувате контра на оваа документација. А јас, еве, како историчар, на тој господин и на таа господја чучнати таму на некоја си клупа и снимени со некоја си апаратче, ќе им кажам само едно. Срам и арам да име крвта што ја имаат во себе. Ете толку. След нашето видео со госпожа Шапкарева до председателот Мицкоски, тој ни еднаш не спомнал нашите фамилии. Тоа е добро. Дали слушнал нашата молба? Сигурно не. Но, ни еднаш не ги е кажал нашите семејства. И сме му благодарни. Секако човекот те разбрал од тоа што може да спечели и од тоа што може да загуби, колку е повеќе или помалку. Сега сте вие на хата.